Лего коцките во општина Центар, учениците од основното училиште Кирил и Методи креираат роботи со Лего технологија. STEM програмата која има широка примена во светскиот образовен систем, проверено дава резултати и помага во развојот на учениците. На оваа тема Благојчо Костадинов. Играњето со коцки е неизбежен дел од растењето на секое дете. Без разлика на трендовите, коцките како играчки се користат со генерации и го разобавуваат секое детство. Тие се добри и доста помагаат во развојот кај нив. Ученички тимови од основното училиште Кирил и Методи од Центар Скопје со помош на програмирање и криптирање, користејќи ја Лего технологијата, креираат разни роботи со уште од рани години да ги запознаат основите на овие методи. Како што може да видите, ние бевме на обука таму за две вештини, бевме обучени за две вештини на 21 век, тоа се криптирање и програмирање и како може да бидат имплементирани во наставата за основно образование. Ова што можете тука да го видите се Лего коцките, програмирање на игри со Лего коцки кои што може да се употребат и во наставата. На кој начин тие се вклучени во наставата и како му помагаат на детето да го совлада полесно учењето низ игра, со тоа што го развива и своето критичко и логично размислување, воедно и се подобрува соработката помеѓу учениците. Дали оваа програма може да им помогне да учествуваат на некои надпревари на државно ниво, но може би и меѓународно, надвор од границите на државата, за да се докаже, бидејќи овие програми се, како што кажавте и вие, програми на 21 век и се секојдневно напредуваат. Да, секако, бидејќи самата ера на 21 век ни налага да ги употребуваме и во наставата. Посебен интерес децата имаат и пројавуваат желба за овие, да речем, вештини или овие наречени така најнови наставни методи. Може доколку се пронајдат во ова, а голем дел од нив се пронајдоа, може да учествуваат и на меѓународни надпревари под менторство на нашите наставници кои што се веќе инволвирани во овие проекти. И самите бараат и да прошетаат надвор од нашата држава и во склоп на нашата држава, да ги представат своите знаења и пројавуваат интерес, може би ова ќе биде и нивната една професија, која што ја сметаат за една од најубавите и најдоходовни професии, значи може и да се пронедат во ова. Не само за добивање на диплома која што ќе им служи за понатамошно образование, но и да ја одберат својата една професија. Коцките во комбинација со STEM програмата нудат едукација, другарување и развивање на вештините. Едукацијата е позната и развиена во светот. Со неа се изучува кодирање, тимска работа, дружење, математика, но може да се применува во сите сегменти на живеењето. Интересно е, ми треба малку време, ни треба 3 минутки да направиме робочето вакво и едноставно е. Можеме да го направиме брзо. Робочето се движи покрај, ќе му ставиме вака за хуглање робочето. Ставаш топче тука. Само што понекогаш кога ќе пробаш да го ставиш, тоа паѓа. Но кога ќе го направиш, ќе мора да работи точно, ќе се дигне само и ќе пушти топка и ќе ги бутне овие. Е важно да се точни за тоа што се прави. Треба да бидат истиот облик, иста величина и иста боја, зашто секоја боја е различна работа. И сите работи може да се направи по нешто. Дали тоа ти се гледа како интересна професија? Дали би сакала во еднина да се занимаваш токму со програмирање, со роботи? Па, да, би сакала. Интересно е, поучно и исто и интересно. Можеш да направиш што сакаш, и автомобил, и, например, ева за куглање, како што ние направивме, или робот. Се едно и све може да се направи. Ова ни помага као можеме да направиме машини што можеме
што можете да им помагат на луѓето да со знаењето као компјутерите, ама со роботите можеме да направиме кода да им укуцат работи, можат да им пишуваат, да им пребаруват, да им помогнат со работата и можеме да имаме роботи и очигледно ќе случи да имаме роботи у светот. Нашиот свет брзо се менува. Училиштата треба да ги подготват учениците на сите нивоа за работни места кои се уште не се создадени, за технологии кои се уште не се измислени, за да ги решат проблемите кои се уште не се предвидени. Водичот, прирачникот, односно за наставници, го подготвивме сите ние 15 наставници кои што бевме дел од проектот Erasmus+. Во него ги споделивме своите искуства со кои што се вративме од Загреб, од Република Хрватска. Во завршна фаза е прирачникот за наставници, кој што ќе биде објавен на официјалната веб страна на нашето училиште. Го изготвивме со цел да ни помогне нас првенствено тука, во наставата, за имплементирање на вештиниве криптирање и програмирање во наставата во основно образование и секако за останатите училишта во нашата држава кои што се заинтересирани за овој прирачник водич за наставници може да го искористат во наставата, бидејќи нуди многу можности за поинтерактивна настава, по-лесно учење низ игра, програмирање, како што кажав, и поголема вклученост на учениците во наставата. Да, но тоа не е само за оние предмети по информатика, програмирање, може роботиката и криптирањето да се употреби во останатите предмети, природните науки, општествените науки, на разни начини може да се искористи тоа. Да, интересно е тоа што може во сите предмети да се искористат и криптирањето и програмирањето. Значи, буквално во сите предмети, ако тргнеме од дамнина па до ден денешен, од историска гледна точка, криптирањето постоело пред илјадници години, само што било на многу примитивен начин употребувано. За разлика од 21. век, кое што криптирањето се појавува во вид на една прикриена порака. Тоа е се поврзано од минатото до денес, само што е денес модернизирано. Значи, буквално во секој сегмент во образованието може овие вештини да се искористат. Малите ситни коцки во некои случаи не се погодни за помали деца, бидејќи лесно можат да ги голтнат. Се препорачува да ги користат по 6-та година, додека за помалите деца се погодни поголемите коцки, а за бебињата меки коцки без остри рабови. Без разлика на сето тоа, сите ги имаат овие заеднички карактеристики.